Се е подготвено за Василичарскиот карневал, Вевчанскиот карневал, надалеку познат по автентичните оригинални маски, така ќе биде и денеска. До дефилето тие се чуваат во тајност, а ја отсликуваат реалноста минатата година, односно сите интересни случувања кои што вевчанци ќе ги преточат низ маските кои на сред село после пладне ќе продефилираат. Василичарите, како што реков, маските ги изработуваат во текот на целата година, а ги чуваат се до почетокот на дефилето. За секоја маска велат дека е одраз на настаните, појавите и проблемите што ја одбележале изминатата година. Маските всушност се централниот елемент на Вевчанскиот карневал и најпрепознатливиот дел од традицијата. Тие не се изработуваат случајно, ниту пак се користат само за визуелен ефект. Секоја маска, велат вевчанци, носи порака, став или критика кон општеството, политиката или секојдневниот живот. Секогаш се инспирирани од настани и појави што ја одбележале изминатата година, што му дава на карневалот улога на жив хроничар на времето, посочуваат вевчанските василичари. Според традицијата, Вевчанскиот карневал е стар речиси 15 века. Тој секогаш почнува на 13 јануари напладне со дефилето на маските на двете василичарски друштва, Горна и Долна Мала. Неизоставен дел од традицијата се зетот, невестата, двата ѓавола, глупавиот Август и другите маски, како што реков, инспирирани од актуелните политички и секојдневни случувања. Секое карневалско издание на Вевчанскиот карневал е доживување за посетителите, кои што од година во година се побројни овде во Вевчани. Да видиме дали на вистина е се подготвено и дали е голем интересот и оваа година од изјавата на градоначалникот на Вевчани. Добар ден од Вевчани, добре дојдовте на овогодишниот Вевчански карневал. Се надевам дека ќе поминеме уште една од оние наши плејада на убави денови, денес и утре. Вчера беше забавниот дел. Имам информации дека ја го посетив многу кратко, пошто беше ладно, меѓутоа имам информации дека беше многу посетено. Се надевам и денес и утре дека ќе уживаме во Вевчанскиот карневал, дека ќе се забавуваме пред се и ќе почнеме новата година со нова енергија. Василичарите ги посетуваат оние што се викаат Васил, значи утре е Свети Василија, ме разбирате, Вевчански имаат имендан тие што се викаат Васил, сите василичари ги посетуваат тие куќи што имаат Васил и после традиционалното оро на сред село и завршува карневалот околу 17 часот вечерта. Ќерка ми се маскира, па не знам, излегува од дома, има нешто на нив, одат во друга куќа, таму се доправа, значи во една куќа еден дел, во другата одат шминки и ќе излезат сега. Бројот на маски расте со тоа што се повеќе мали деца учествуваат многу поактивно во самиот карневал. Бројот на маски никогаш не го знаеме колку е, какви ќе бидат, тоа е убавината на карневалот, самата спонтаност и таинственоста на маските се до денес. Странство има група која што вчера настапуваше на концертот кој што го одржавме. Групата е од Антверп, кои што се дојдени тука на размена на искуство за карневалот. Така што може да учествуваат и тие се воодушевени сега за сега од Вевчани, а уште не го имаат видено карневалот во целото свое светло, така што се надевам дека супер си поминуваат. Така, како што рековме и претходно, Вевчанскиот карневал ќе започне после пладне, кога на сред село ќе продефилираат маските кои што се изработуваат во текот на целата година. Представува тоа еден сложен процес кој бара многу идеи и рачна изработка, но маските не се откриваат се до дефилето на сред село. Карневалот традиционално завршува утре со палење на маските на сред село, за кое што се верува дека означува бркање на злото и носење на добра енергија во текот на целата година. Ние остануваме во Вевчани и се разбира околу тоа кои маски оваа година ќе бидат најинтересни на карневалот, ќе пренесеме во следните информативни изданија.